До крајот на неделава, евакуација на сите пријавени македонци од Блискиот Исток, најави денес на прес министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Целиот процес се реализира согласно веќе разработен оперативен план во тесна координација со сите надлежни институции. Динамиката е јасна во текот на оваа недела да бидат евакуирани сите македонски државјани кои побарале извлекување. Синоќа во земјата пристигнаа 151 македонски државјанин, а со претходно пристигнатите 7, тоа се 158. Остануваат уште 430 македонци кои во моментот се во Обединетите Арапски Емирати и тие со 2 лета оваа недела ќе бидат вратени. Во Доха се евидентирани 162 лица, од кои 89 изразиле подготвеност за евакуација. Во Кувајт се пријавени 36 лица, во Бахрейн 15 лица, а во Кралството Саудиска Арабија 5 лица. За нив е предвиден организиран транспорт до Ријад како централна точка за собирање, пошто во текот на оваа недела ќе следува директен лет. Армијата на Република Македонија во координација со НАТО будно ја следи ситуацијата во заливот и македонската војска ќе даде се од себе да бидат подготвени за било каква ситуација. Изјави денеска министерот за одбрана Владо Мисајловски, запрашан за неговата оценка на степенот на безбедност поради војниот конфликт во заливот. Ние сме земја членка на НАТО, ние знаете дека постојано сме со нашите сојузници, но имаме една цел. Јас како министер имам цел, мислам дека и сите овие луѓе позади мене, тоа е Македонија. Се разбира и македонската војска и македонските граѓани. Ние ќе даеме се од себе да бидеме спремни. Во меѓувреме, забрзано се модернизира со оружје и воени средства. Еве за неколку дена би рекол ќе имам уште еден голем настан каде што ќе ги видите новите страјкери што пристигнаа во државата, ќе ве поканиме сите вас, но и паралелно очекуваме огнена мок дополнително да стигне од повеќе држави. Имаме при крај сме со договорот со Франција, очекуваме да пристигнат мистралите, хаубиците пристигнаа во Македонија. Се работи нормално на првиот хеликоптер да пристигнува, се сериозни вложувања, каде што оваа година можеби е најтешката во Министерството за одбрана да ги исплати сите овие работи. Но она што е поважен дел од вашето прашање, би кажал со новите цели на способност од следната година, односно од наредниот оној пакет што треба како држава да го набавуваме, тоа е сериозна инвестиција за нас. Во однос на зголемениот број на тужби од нивни припадници, дали тие се намалуваат и дали АРМ се стреми да ги намали причините за нови тужби, министерот изјави. Многу се намалени. Тужбите многу се разбира, постојано може да се случат од различен тип, но она што беше навистина тешко би рекол, илјадници тужби во минатото, тоа се сериозни пари, над 15-20 милиони евра што на контото на министерството беа тие тужби доставени, ние ги исплативме во целоскор. Исплатено е се она што порано не се плаќало, се исплаќа се по колективен договор и гледаме да нема причина повторно да има тужби. Секогаш ќе се јави можеби некоја од минатото тужба, можеби во овој период нема нови, но можеби ќе се појават, но правиме максимален напор она што вие го кажавте се намалат тие тужби. И на тој начин директно да вложуваме во вакви капацитети. Ако минатата година и исплативме за предходните 7-8 години околу 20 на милиони евра, замислете колку нови објекти можеме вакви да направиме. Во моментов за армијата на Република Македонија од државниот буџет се издвојуваат 2,13%, но според НАТО стандардите тој процент треба да изнесува 3,5%. Знаете дека од последниот самит треба 3,5% во нашиот буџет имаме средства. Моментално од последниот состанок во Брисел во НАТО ние сме 2,13, што е навистина огромна сума на средства издвоена за буџет на министерство и на државата, и наредната година рачунете дека ќе имам уште повеќе средства, бидејќи се надевам и ја гледам дека економијата се подобра и подобра. На тој начин многу средства ќе се издвојат и дополнителни работи ќе купиме согласно целите на способности. Регулаторната комисија за енергетика денес донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 14,27%. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се зголемуваат за 5 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Дизел се зголемува за 14,5 денари за литар. Па така, од ноќеска на полнок, цените на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 ќе се продава за 79,5 денари за литар. Моторниот бензин Евро Супер БС 98 за 81,5 денари за литар.
Дизел горивото Евродизел БС ќе се продава за 85,5 денари за литар, додека маслото за горење екстра лесно 1 ќе се продава за 82,5 денари за литар. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2026 година, бројот на издадени одобренија за градење изнесува 256, што е за 19,2% помалку од истиот период лани. Најголем дел од објектите се високоградба, а најмногу инвеститори се физички лица. Предвидената вредност на објектите изнесува 4,3 милиарди денари, со изградба на 618 станови со вкупна површина од над 54.000 метри квадратни. Во однос на инфлацијата во февруари 2026 година е умерена, зголемување од 0,2% во однос на јануари. Најголеми промени има во образованието, облеката и личната нега, додека трошоците за транспорт и здравство се намалени. Во споредба со февруари 2025 година, трошоците на живот се зголемени за 2,9%, а цените на мало за 1,6%. Во работната сила, невероботеноста во 2025 година опадна за 6,6%, а бројот на вработени се зголеми за 1,5%. Сепак, расте и неформалната вработеност, најмногу во земјоделството и градежништвото. Овие податоци покажуваат сложена слика, бавно намалување на градежните активности и умерена инфлација, но со стабилен раст на вработеноста и зголемена активност во неформалниот сектор. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМН е денеска во вербален дуел за економските работници. Според социјалдемократите, терминологијата е неважна кога суштината е дека мигранти или економски работници ќе има, а власта лаже. ВМРО-ДПМН реагира. Британскиот амбасадор Метју Лосон потврди дека мигранти во државата нема да има. Значи може и Мицкоски, ВМРО-ДПМН, како сака да ги наречат овие луѓе. Дали сака да ги наречат мигранти, азиланти, цитирам, бегалци или економски работници, суштината е иста. Се менува терминот само колку да се направи манипулација со вистината. Затоа, внимателно треба да го слушаме и да го гледаме Мицкоски не што кажува за мигрантите, туку што не кажува. Сетете се како кажа, кога не демантираше, кога се обиде да не демантира, дека во Македонија нема да има илегални работници и дека во Македонија нема да има бегалски кампови. Точно. Значи, тоа што не го каже дека тие работници ќе работат легално и не кажа дека нема да бидат во бегалски кампови. Лагите и манипулациите од страна на СДС и Филипче за наводни мигранти во Македонија ја дементираше викендов британскиот амбасадор Метју Лосон. Откако од 5 дни жили СДС и Филипче се бореа да создадат паника, хаос и хистерија кај граѓаните за пристигнување на мигранти во Македонија, таа лага им се распрсна како меур од сапуница. Нема договори, нема преговори. Нема центри за мигранти, нема мигранти. Имаше само деструкција од страна на СДС и Филипче и повторување на една иста лага, мислејќи дека таа на тој начин ќе стане вистина. Но кога таа тема се разобличи и ќе биде демантирана од страна на председател на влада, председател на држава, министрите за внатрешни и надворешни работи, британски амбасадор, едноставно темата исчезнува. Денес првите 800 регрути ја започнуваат својата двомесечна основна воена обука во касарните во Книн, Слуњ и Пожега, што го означува повторното воведување на воената служба во Хрватска по речиси 20 години. Обуката ќе трае 2 месеци, за која ќе добиваат плата од околу 1100 евра, а ќе им бидат признати и 2 месеци служба. Од 800-тините регрути кои денес облекоа воени униформи, 446 се волонтери, вклучувајќи 82 жени, а 354 се регрути кои подлежат на задолжителна воена служба. А од повиканите регрути, само 10 изјавиле дека се спротивставуваат на совест. 200 регрути ќе бидат испратени во Книн и Слуњ, а 400 во Пожега.
Пациентите од Србија би можеле да ја примат вакцината против онколошки заболувања која ја развиле руски експерти врз основа на напредни технологија на МРНА до крајот на 2026 година, доколку брзо се потпише договорот меѓу Министерствата за здравство на Русија и Србија, изјави министерот на владата на Србија задолжен за меѓународна економска соработка Ненад Поповиќ. Пациентите од Србија заедно со пациенти од Русија ќе бидат меѓу првите што ќе ја примат вакцината против рак, која руската страна планира да започне да ја администрира веќе оваа година. Доколку првите пациенти во Русија ја примат вакцината во мај, а договорот за соработка меѓу Министерствата за здравство на Русија и Србија биде оперативно потпишан, се очекува првите пациенти во Србија да можат да ја примат оваа подготовка до крајот на оваа година, изјави министерот без ресор според медиумите во соседството. Најмалку 14 лица загинаа кога гумен чамец што превезувал мигранти се судрил со брод на турската крајбрежна стража кај јужната покрајна Анталија, соопшти крајбрежната стража. Несреќата се случила откако чамецот се обидел да побегне, игнорирајќи предупредувања да запре. Според соопштението, крајбрежната стража забележала брз чамец рано во понеделникот покрај брегот на округот Финике во Анталија. Чамецот не се придржувал кон повторените предупредувања да запре и се обидел да избега, што довело до судир со бродот на крајбрежната стража. Во акцијата за спасување биле извлечени 6 мигранти и 1 турски државјанин. Пронајдени се 14 мртви лица, додека останатите 15 лица од чамецот успеале да стигнат до копното каде биле уапсени. За недела или две ќе се потпише финансискиот договор за изградба на новата клиничка болница во Штип, најави денес министерот за здравство Азир Алиу при посетата на Кочанската болница. Знаете дека G2G програмата веќе е на крај. Јас имав неколку состаноци и со владата во Велика Британија, но исто така и со финансиските институции. Ценам дека веќе од наша страна све е завршено. Ценам дека за недела две Министерство за финансии ќе излезе со информација на некоја од следните седници на влада, за да може да се потпише договорот помеѓу нас и финансиската институција. Како и да е, проектите ни се од витално значење. Штип, Кичево и Тетово во пакет С, значи тоа знаете, имав и пресконференција за тоа, 205 милиони евра се во прашање. Таму влегува и инфраструктура и технологии кои што ќе бидат наменети за тие три града. Речи се една година откако се случи трагедијата. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека министерството се уште работи за повредените од пожарот во Пулс да бидат ослободени од партиципација. Во пожарот на Кобната ноќ близу 200 лица беа повредени, од кои најголем дел беа млади луѓе. Разговараме со работната група да најдеме начин како тоа да влезе во некоја од програмите кои што ги имаме постоечки, бидејќи тоа не е едно од ветувањата и лично моја и на владата, за да може да се реши тој проблем. Таа партиципација, колку и да е мала, треба да се отстрани се со цел да може таа комуникација помеѓу институциите и семејствата или граѓаните кои што имаат некаков тип на барање на третман да може да не плаќаат партиципација. Министерот за здравство Азир Алиу заедно со градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов денес ја посетија општата болница со проширена дејност во Кочани на 7 дена пред годишнината од трагедијата во Пулс. Тие направија увид во состојбата и најавија конкретни чекори за уредување на просторот околу здравствената установа и санација на асфалтните површини. Според министерот Алиу станува збор за активности кои треба да го подобрат пристапот до болницата и условите за пациентите и медицинскиот персонал. Со 10 милиони евра за оваа и наредната година ќе се реализираат 17 нови проекти за реконструкција на стари објекти во касарните на армијата на Република Македонија. Најави денеска министерот за одбрана Владо Мисајловски. Започнувавме со проектирање на домот армискиот дом во Скопје, каде што 30 години не е пипна, целосна реконструкција на домот на Рама ќе направиме. Започнавме проектирање на хотелот Шар на Попова шапка. Имаме уште еден хотел во Скопје кој е во хаотична состојба, кој со години не бил пипнат и тој го правиме проектот. Направивме нов, би рекол, проект за сите касарни, тоа е реконструкција да можеме да направиме рамковна на секде кај што е потребно и тоа ќе чини околу пола милион евра и паралелно секде кај што има армијата потреба, повеќе компании што ќе бидат избрани директно да ги
уклучуваме на сите објекти, да ги поправаме, односно ги реконструираме сите овие капацитети што ги имаме како Министерство за одбрана, се разбира како армијата. Освен обновата на старите, се планира и изградба на нови воени капацитети. И тоа го правиме постојано и ќе видите во наредните години многу објекти ќе бидат и започнати, но и паралелно се прават проекти. Исто така работиме и на нови капацитети каде што правиме нов проект за нов објект во воената академија целосно за и подобра едукација и така натака. Исто така во секоја една касарна на што е потребно дополнително ќе го направиме како што е подобрување на фазите, односно електрика, имаме проблеми и со водата и така натака, и таму се прават проекти. Како што кажа, повеќе од 10 милиони евра ќе издвоиме директно само за инфраструктурата, но мислам неки уште повеќе. За таа цел, денеска министерот изврши увид во финалната реконструкција на 2 објекти во Штипската касарна Јане Сандански, за која армијата на Република Македонија вложи 1 милион евра. Со комеморативна програма во салата на Советот на општина Штип денес беа одбележени 83 години од депортацијата на штипските евреи. Денес се сеќаваме на нашите сограѓани евреи од Штип кои пред 83 години беа насилно одведени од своите домови и депортирани во логорот на смртта Треблинка. Еврејската заедница била значаен и нераскинлив дел од минатото на Штип. Нивниот труд, нивната култура, нивниот дух и нивната посветеност оставиле длабока трага во развојот на нашиот град. Токму затоа, нашата обврска денес не е само да се сеќаваме, туку и да ја негуваме вистината за тоа што се случило, да ја пренесуваме на идните генерации и да ја продлабочуваме соработката и пријателството со еврејската заедница и со еврејскиот народ. За овој тажен датум од македонската историја, своја браќање имаше и Маја Нану, член на управниот одбор на македонската еврејска заедница. На овој ден, пред 83 години, во 4 часот наутро, градот под Исарот беше блокиран. Војската и полицијата на фашистичката Бугарија влегуваа во однапред одбележани домови, еврејски живилишта, по список со име и презиме, без прашање, без право на избор. 535 штипски евреи беа насилно одведени од своите домови. Им беа одземени имотот и личните вредности, но пред се нивното човечко достоинство. Собрани на плоштадот, тие беа принудени пеш да одат до железничката станица, од каде во товарни вагуни беа депортирани во монополот во Скопје, а потоа во логорот на смртта Треблинка во окупирана Полска. 98% од еврејската заедница во Македонија беа депортирани, но колку живи сведоци имаме денес на самата депортација? Има, не се многу на број, но доволно за да ни ја сподела таа тежина која што ја поминале и кој што денеска благодарение на нив имаме прилика да ги разбереме и да научиме и да запамтиме никогаш да не се случи тоа пак. Делегации на еврејската заедница, ОПСЕ, Штипската локална самоуправа и други здруженија и представници на политички партии во присуство на вице-премиерот на владата за политички системи, министерот за култура Зоран Љутков, положија букети и цвеќиња пред споменикот на депортираните евреи од Штип, пошто беа посетени и еврејските гробишта. Големата депортација од Штип во логорот на смртта Треблинка однесе 535 евреи од Штип, а од Македонија над 7000. Од вторник, утринските температури ќе бидат постудени во однос на досегашните, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Од утре веќе времето во земјава ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Меѓутоа утрата ќе бидат постудени со минимални температури кои во некои места ќе се спуштат и под нулата. Еве конкретно за Штип и околината ќе имаме малку повисока, значи позитивна минимална температура, ќе имаме така слаб до умерен ветер во текот на ноќта, кој што ќе предизвика температурата минимална да се спушти само до 2 степена, додека максималната ќе достигне до 15 степени. Во следните денови, значи стабилно, сончево, преку денот релативно топло, меѓутоа со малку пониски утрински температури. Во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд. За разлика од утринските, повисоки ќе бидат дневните, што значи со пролета повторно ќе се соочиме на вистински начин.
Во источниот регион очекуваме најтопло да биде така во средината на неделата, значи среда, четврток и петок, температурите ќе достигнат некаде до 18 или 19 степени еве четврток, меѓутоа и во деновите од викендот не се очекува некое поголемо заладување, ќе бидат може за степен 2 пониски температури. Што може во истиот период да се очекува на повисоките населени места, пред се Малешевијата и Пијанечкиот крај? Минималните температури ќе бидат под нулата, очекуваме еве утре да се спуштат до -3 степени, преку денот да достигнат еве утре до 12 степени, наредните денови до 14, со тоа што и минималните ќе имат тенденција на така сосема благо покачување. Во Делчево локалната самоуправа и јавните служби континуирано работат на чистење на дивите депонии и апелираат до граѓаните за поголема одговорност кон животната средина. Целта е едноставна – почиста околина и подобар квалитет на животот. Но иронијата е што во Кочани и покрај постојаните напори на јавното комунално предпријатие Комуналец, дивите депонии како да имаат 9 животи, се чистат, повторно се појавуваат. Се апелира повторно, некој одлучува дека природата е најевтиното место за фрлање отпад. Неверојатни сцени го одбележаа финалето на кампионато Минеира, регионалното првенство на бразилската држава Минас Жераис. По завршувањето на надпреварот помеѓу Крузиеро и Атлетико Минеира избувна голема тепачка која последователно резултираше со 23 играчи кои добија црвени картони. Масовната тепачка избувна во последните моменти од надпреварот, кога голманот на Атлетико Еверсон го собори играчот од средниот ред на Крузиеро Кристијан, а потоа со коленото го притисна наградите по судирот за борбата со топка. Ова предизвика бурна реакција од играчите на Крузиеро, кои веднаш го нападнаа голманот и го турнаа кон голот. За секунда, речиси сите играчи на теренот се вклучија во тепачката, а редарите и воената полиција се обидоа да ја смират ситуацијата. Поради општиот хаос, судијата Матеус Делгадо Канданкан не покажа картони за време на надпреварот, но дисциплинските власти одлучија да изречат огромни казни откако го прегледаа видеото. Вкупно 23 играчи беа исклучени ретроактивно, 12 играчи на Крузиеро, вклучувајќи го и победникот Каио Хорхе, 11 играчи на Атлетико Минеира, вклучувајќи го поранешниот бразилски репрезентативец Хулк и поранешниот играч на Атлетико Мадрид Ренан Лоди. Утре времето претежно сончево и тивко. Температурите до 16 степен. Ветрот со брзина од околу 6 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 51%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбинци со по 16 степени, Пробиштип 14, Чешиново, Облешево и Кочани со по 16 степени. Виница 15, Македонска Каменица 14, Делчево 15, температурата во Пехчево и Берово со максимални 13 степени. Православните верници утре се спомнуваат за Свети Тарасий, патриарх Цариградски. Католиците на Кандид,